Моето име е Димитар Трајковски, а ме познаваат како Димсата. Почетокот на утрото. Значи почетокот на секоја тема, па и на секоја љубов. Причина за среќавање меѓу луѓето и отворање на душата е кафето. Треба да се знае дека основата на кафето е, мислам, адитивот, главниот е водата. Значи, доколку водата не е добра, кафето нормално дека не може да биде добро. Се сервира на Балканот, со еден специјален манир. Во Битола уште толку гостопримството на старите градски фамилии било лајче сладко, од дујња или смоква, пример. Во Турција баклава, значи ликадаив. Во нашите кафетери се потрудивме, значи, да одиме по приказната што е порано наведена, дека бедуините, движејќи се низ пустините, си отворале дупка во песокот за да си го спремат лебот. Турвале во течна состојба овај тесто, ќе го затрупале со песокот, ќе го запалеле ноќниот логорски оган ради ниските температури во пустините и при тоа цела ноќ сервирале, значи се служеле со кафе и чај. Сака да каже дека кварцот, значи сам по себе е еден интензивен акумулатор на температурата, а ослободена врз бакарниот сад во кој се припрема кафето, пушта додатни есенции што не може да се случат нити со еспресо машината, нити со домашното специјално онако варење на гезо. Кај нас ние го мешаме, правиме ладна мешавина на кафето и, како што рековме, со огромна температура ослободена врз садот од бакар, а ослободена подеднакво на целата површина, предизвикува брзо варење на кафето, ослободување на есенци и доживување на кафето од еден специјален агол и ефектот на приготвеното кафе. Појачано со локум или сладко. Ние одлучивме со една специјална метода, својствена само за нашата фирма, да направиме еден процес на ароматизирање на кафето и сега имаме кафе со вкус на кокос, ванила, лешник, мастика. Мастиката е фактички смола излачена од дрвото фрстак, една подврста на дрвото и е се повеќе и повеќе прифатена во светот како едноставно полулек, затоа што има лековито дејство. Поминавме низ времето, да се потрудиме, значи да го забележиме старото, да го зачуваме вредното. Колку можеме повеќе да му го предаеме на новите генерации. Пробваме да не идеме на кругови што се слични, а ги има слични. Генетиката ни дозволува, значи, да одиме понатаму, да се развиваме. Не е како што повеќето луѓе мислат дека нема поќе стар. На база на истото се наоѓаме во центарот или во срцето на Битола, во Битолската чаршија. После неколку турбулентни години, не се неколку, да речеме едно 20 години, турбулентни години за нашиот град, затоа што јас го напуштив, судбенски беше, значи одлучив пополека да се вратам и да сватам една работа. Единствениот, за жал морам да речем објект, пошто не е жива материја, единствениот објект што ми даде 1000 шанси во мојот живот е Битола.
следниот чекор на нашата фирма е да почне со маркетизирање и паковано кафе, односно ќе го креираме нашиот вебшоп во близина